Вака, значи подготвив еден краток текст за обраќање до медиумите, но бидејќи сакате само овој последниот дел дека што се зборува за научниот собир, така. Ајде, може ли? Така. Ајде, Значи, може. научниот собир кој што годинева за прв пат се организира и се одржава во чест на култот и патронството на сите 15 европолски свештеномаченици, нуди и опфаќа интердисциплинарен приод кон истражувачката материја, односно вклучување истражувачи од повеќе научни и стручни дисциплини, како што се историјата, теологијата, археологијата, историјата на уметност, книжевноста, народната традиција, музејската дејност, заштитата на културното наследство, историјата на јазикот, писменоста и така натаму. Конкретните наслови и содржините на застапените прилози треба да го изразат не само повеќеслойното значење на богатата културно-историска и духовна традиција на Струмица и Струмичко и на Македонија, туку и пошироко. Очекуваме научната средба да прерасне во традиционална и интернационална и таа да се одржува секоја година со различна тема на празникот на духовните патрони заштитници на градот Струмица. Затоа, токму и затоа, првиот основоположувачки научни собир се одржува токму во чест на светите 15 европолски свештеномаченици. Секако дека е во ред, ние од наша страна го поздравуваме секој стремеж за научна афирмација на културното, на духовното, со еден збор на црковното наследство. А кога станува збор за светите 15 европолски свештеномаченици, и така има што да се истражува, зашто да се зборува оти периодот на прогоните на христијанството и на христијанските маченици е покриен со многу мистика, со многу тајне, за разлика од оној период кога црквата излегува од катакомбите после Миланскиот едикт. Периодот во кој што живееле и пострадале светите 15 тивериополски свештеномаченици е период во кој што науката треба сериозно да се заложи за да некои нешта се разјаснат, се расветлат. Светите 15 тивериополски свештеномаченици, како што рековме на отварањето на собирот, се од особено значење за нашата црква, особено за нашата епархија и за овој регион, тие се сведоци на единствената вистина, на патот на вистината и на животот, како што вели Евангелијето на Богочовекот Христос.